веднаш ќе се обидам со одредени показатели, резултати да кажам до каде сме. Значи не можам да кажам дека сме ги оствариле, и тука се согласувам со Драшко, дека навистина работиме, меѓутоа се уште имаме да работиме во иднина. Не сме ги постигнале комплетно целите. Ние ги гледаме индикаторите, имаме пораст на сексуално преносливите инфекции, имаме висока стапка на перинатална смртност, многу висока во однос на европските стапки, и немаме пристап до орална контрацепција. Нивото на информираност кај младите е многу ниско во однос на сексуалното и репродуктивно здравје, имаме омраза, имаме хомофобија, и едноставно тоа што го кажуваат невладините организации, дека целните групи за разлика од 2010 се многу поисплашени да бидат она што се и да пристапат кон здравствените услуги. Сите тие предочија дека итни мерки за да оваа стратегија ја рестартираме, ја спасиме, ја искористиме до крајот на 2020, треба да биде донесување на акционен план, треба да биде донесување на буџет во кој што ќе се вклучат невладините организации како имплементатори и секако систем за мониторинг и евалуација. Тие повторуваат дека во Македонија треба да се следи оваа стратегија и подитно треба да се превземат тематски мерки. Работевме сите заедно во изминатиот период на унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје, но не сме задоволни, нити вие, нити ние, но затоа работиме еве на нов акцијски план до 2020. Но секако дека ќе предстои нова стратегија и сите овие откриени недостатоци ќе се трудиме да ги намалиме, да ги елиминираме, не може.